Видите, сега практично за раководител на сектор во администрацијата ви се бара повеќе години работно искуство доколку доаѓате од приватниот сектор, отколку да сте раководител, да сте директор на институција. Сега во последната верзија во меѓуресорска координација, голем дел од работите и од критериумите се намалени од првата верзија која што беше објавена за консултации, што значи дека не сосема го прифаќаат. Од друга страна, во нивната програма, во владината програма, стои зацртано дека ќе се донесе овој закон за висока раководна служба, но она што се плашам е да не се заобиколат процедурите и да не се, дури и понесењето на законот, да не се обезбеди рамноправен пристап кон овие позиции. Зашто го велам тоа? Бидејќи во последната верзија на законот се значително намалени критериумите. Тоа значи дека сега за раководител на институција вас ви требаат да имате години работно искуство, 2 години раководно работно искуство и да имате најмалку 5 години работно искуство. И сега, дали тоа сметате дека е... А колку требаше да биде? Па ние баравме да биде 7 години работно искуство и најмалку 5 години да имате раководно искуство во работењето. Значи, владините партии тоа е минимумот, велам. Да. Значи, намален е, сега е намален, искуството е намал. И видите, сега практично за раководител на сектор во администрацијата ви се бара повеќе години работно искуство доколку доаѓате од приватниот сектор, отколку да сте раководител, да сте директор на институција, што значи да водите, да успеете да ги мобилизирате вработените внатре, да испорачате резултати и така натаму.